АД МЕПСО денеска започнува со реконструкција на постојниот 110 киловолтен далековод од Штип до Овче поле, што всушност представува изградба на нов далековод на постоечка траса од стариот далековод, што е во функција од далечната 1960 година и кој ги поврзува трафостаниците Штип и Овче поле. Далеководот, чиј камен темелник го поставуваме денеска, е со должина од 17,88 км, поставен е на 71 столб, од кои 55 столба се бетонски, а 16 столба се челично решеткасти. Изградбата на новиот далековод опаќа отстранување на старите бетонски столбови и изградба на ново челично решеткасти столбови. На преостанатите 16 постојните, значи челично решеткасти столбови, ќе извршиме замена на опремата, односно замена на старите со нови проводници, заштитно јаже и изолатори. Далеководот Штип Овче поле е капитален инфраструктурен проект во кој АД МЕПСО вложува 1,41 милиони евра и е поддржан со средствата од заем од Европската банка за обнова и развој. Зошто овој проект е важен за нас, а уште поважен за регионот, стопанството и целата економија? Со реконструкцијата на овој далековод, АД МЕПСО значително ќе зголеми доберливоста и капацитетот на преносната мрежа во источниот регион на државата. Ќе се сведат така што ќе се сведат на минимум трошоците за одржување и ќе се намалат загубите во преносната мрежа. Со ова инвестиција ја спроведуваме стратешката цел на владата, а тоа е зелена транзиција на производството на електрична енергија од јаглен кон обновливи извори на енергија. Токму на овој далековод во иднина ќе биде приклучена ветерната централа Богословец со моќност од 36 мегавати. На крајот уште неколку технички детали. Договорот за реконструкција на овој далековод е склучен на 6.11.2018 година. Изведувачот на работите е избран на меѓународен тендер, спроведен согласно правилата на Европската банка за обнова и развој, и тоа е конзорциум од две српски компании, Кодар енергомонтажа и Електроисток изградња. Во реализација на проектот учествува и домашната компанија Столб од Битола, која е одговорна за надзорот на изградбата на далеководот, со што АД МЕПСО ја продолжува праксата за поддршка на домашната економија. Според планираната динамика на работа, далеководот треба да биде изграден во наредните 7 месеци, односно до октомври 2021 година. Сакам да им се заблагодарам на колегите од АД МЕПСО, кои со безрезервна поддршка од менаџментот и со одлична координација со изведувачот и надзорот и во вакви специфични услови предизвикани од пандемијата COVID-19 ги завршија сите подготовки за почеток на реализацијата на овој проект. Благодарност исто така до банката за поддршката, а до владата и Министерството за транспорт за посветеноста при реализација на проектите од енергетскиот сектор. Благодарам.